колку е тешко да се работи работата, колку таа не е соодветно ценета, меѓутоа зад вас се години на вложување во себе и на градење на одреден начин на професионалниот војник. Па, армијата е еден од столбовите на државата. И секој си има свој придонес, секоја институција, нели? Има тешкоти, нормално. Има специфична работа. Прво што треба еден војник за еден млад граѓанин да прифати да биде војник, треба да прифати многу често да биде одсутен од цивилен живот, па и од семејството. И тоа е помалку и непредвидливо, кога, што, како, колку и така натаму, па и дополнително. Но во целата таа работа, како што рековме, тој колектив се соживува и се работи со полна пареја, каде и да е, посебно кога е во некоја ситуација, затоа што тогаш веќе се ставаме во заден план. Останува колективот, нашата соработка, работа, едни од други зависиме. И затоа мислам дека има многу добри нешта во работењето како професионален војник, односно општо во армијата на Република Македонија, но има и жртвување, себе жртвување. Скандали не го одминаа ниту изборот на питомци на Војната академија оваа година. Голем дел од кандидатите кои што не се најдоа на листата на прием тврдеа дека најдобрите кандидати всушност биле прескокнати заради своевидна примена на рамковниот договор и принципот на правична застапеност. Колку овие екстерни критериуми или политички критериуми влијаат врз изборот на новите професионални војници? Едно од работите што не одржа покрај сите притисоци, околности, начин на работа како синдикална организација, претходно координативно тело, е таа што никогаш не навлеговме во тие сфери на рамковни и така натаму поделби, разврски, обврски и така натаму. Значи само гледаме професионален војник и воопшто не размислуваме и не се однесуваме дека ни е битно кој од која националност дошол. И мислам дека тоа е едно од пресудните работи, како што нагласив, за да обстанеме и да можеме да постигнеме некакви резултати досега и да можеме да продолжиме да работиме. А факт е, јас од она што го согледувам на мојата активност и општо како синдикат, како организација, дека има субјективизам, има политички заднини и така натаму, без разлика што се обидуваат тоа да го потребат, нели како што рековме, против нас. Најлесно им е тоа да го направат. А докаде се границите, тоа не можеме да знаеме, затоа што не знаеме што се излегува во јавност, а што се случува во позадина. Но дали случајно или не, ние следиме постојано што се случува и ќе кажам еден пример дека од Министерството представници, со новиот министер, се пофалуваат дека успеале да вработат многу луѓе, токму дали по рамковен или по некој друг критериум, точно во некои медиуми кои што им одговара тоа да го пренесат. И сега дали тоа е политичка заднина или е субјективна одлука некоја, не можам да навлегувам, ама подсетува на тоа. Како влијае тоа на состојбите меѓу војниците? Вие велите дека како синдикат се обидувате да се држите на страна од сите тие превирања кои што се случуваат. Меѓутоа, очигледно како професионални војници не можеше за вас да остане незабележан настанот кај Слупчане, кој што го подели практично врвот на армијата, на едната страна министерот, на другата страна началникот на генералштабот. И она што експертите го предупредуваа во врска со тој настан е дека опасно ќе биде доколку таквата поделба продолжи и во подолните ешалони на војската. Може ли се заканува ли таква опасност на Македонија? Па ние мислам дека докажавме како организација дека токму во тој план успеавме да надминеме секакви поделби. И всушност придонесуваме за да обстане се во рамките како на нормалата. Инцидентни моменти сигурно имало случаи, но како што реков, нас не интересира начинот наш официјален на настапување и така ќе продолжиме. А во секој случај мислам дека
пак со тоа премногу се занимаваат по тие горе, затоа што ние се занимаваме со нашите проблеми. Ние сме на работно место, си ги имаме истите тежини, сите што сме професионални војници и гледаме како да се олесниме или заеднички да сработиме. И затоа се извинувам, и затоа мислам дека не се дозволи на најниско ниво да се ме замав такво нешто. Така. И тешко дека ќе се дозволи. Колку Македонија успева денеска со сите овие проблеми да држи чекор со останатите земји во поглед на одбраната, реформите во одбраната и она што ни се смета за клучен критериум за идното членство во НАТО? Па јас колку што сум информиран и колку што сум добил впечаток, всушност НАТО премногу не инсистира на начинот како ќе се уредат статусните прашања и така натаму. И преку некои бројки, нели, со висина на буџет, процент во однос на, нели, бруто, нето и така натаму. Да, меѓутоа ние буџетот го намалуваме постојано тој после тренд Букурешт. не соодветства, мислам, на НАТО критериумите, но како што реков, секогаш се држиме до извршување на задачите. И тука завршуваме со тоа. Значи, тоа го оставаме на тие кои што се директно инволвирани и одлучуваат по тие прашања. Затоа и бараме и инсистираме, ако не за друго, за подобрување на стандардот, да се реагира во зголемување на стапката, односно на процентот. Упативте отворено писмо до министерот. Имате ли некаков одговор или навестување кога би можела првата средба со Фатмир Бесими да се оствари? Па се уште немаме. Тоа се случи денес, се уште немаме. И нагласивме дека всушност на писмото се однесува на тоа дека ние не можеме премногу да чекаме. Можеби можеме да чекаме и 5-6 години, ќе предпоставиме така, за решавање на статус после 45 години. Но не можеме да чекаме за решавање на стандардот, за подобрување на стандардот, за решавање на проблемите со условите за работа. Не можеме да чекаме за луѓето кои што се веќе без средства за екзистенција. И затоа нагласивме дека сме принудени да бидеме многу по-конкретни. А таа конкретност е всушност преку тоа дека малку повеќе ќе ги интензивираме нашите јавни настапи, па ако е потребно ќе одиме и на поорганизирани, односно по-специфични настапи со протести и така натаму. Колку е временскиот рок пред да започнете со ова интензивирање на активностите што ете на некој начин би му го дале на министерот? Па интересно е тоа што на сите наши барања досега сме добиле само некаков одговор преку медиум, преку соопштенија, а никогаш не сме добиле повратно писмен одговор. Значи, можеме да почекаме во однос на тоа, на писмено барање, добиеме некаков писмен одговор конкретен, па ќе ги запазиме сите ти регулативи, за понатаму да не може да не обвинуваат како некои други организации кои што протестираат, па им кажуваат дека не се ги запазили роковите и така натаму. Значи, ние ќе се обидеме и секогаш сме се обидувале да одиме крајно коректно, затоа што очигледно е дека нивните пропусти воопшто не ги минимизираат наредните нивни активности, а ние мораме да внимаваме, зашто и најмал пропуст да го направиме, после тоа ќе биде тешко да продолжиме понатаму, затоа што всушност тоа и се чека постојано. Во овој момент колку војници стојат позади иницијативата која што вие ја доставивте за отворено писмо, па потоа и за одредени протести? Знам дека има и друг синдикат во одбраната кој што паралелно на некој начин функционира. Ние ќе се вратам малку поназад. Се оформивме токму заради тоа незадоволни од начинот како се однесуваат другиот синдикат, односно сега други има повеќе синдикати, има и најави за формирање на нови. Јас и минатите пати сум кажал дека тоа само по себе кажува дека не е во ред состојбата со работните односи. Тоа беше една од причините, а другата беше што моравме да реагираме токму заради тоа што се приближуваше периодот кога луѓе почнуваат да си одат. И еве тоа се случи, да издействуваме покачување на граница, односно се стопира, но веќе некои луѓе се заминати од армијата. И забелешка беше наша начинот на активности од другите институции што требаше да не представуваат, застапуваат, односно организации, синдикатија. Сега, во сета оваа работа, најважно е што
ние ќе продолжиме да работиме со истиот интензитет. Правиме од време на време обид да ги смириме активностите, само за да се обидеме да издействуваме, односно да се воспостави некоја поблиска комуникација, односно некаква комуникација со Министерството, но не се случува тоа и затоа е сета ова најава дека ќе продолжиме. Имате проценки колку војници ве поддржуваат конкретно вас и вашиот Тоа синдикат? беше прашањето, се извинувам. Да. Постоеше иницијатива која што беше информирање на сите војници. Значи, како се формиравме, затоа почнав од поназад. Начинот беше затоа и друга причина што обстанавме постојано во овие континуирани активности, и наши и против нас. Кога ги информиравме, имаше движење по градови, обид што повеќе да се приближиме едни до други, за да издействуваме, да се оформиме како здраво тело, кое што ќе може да функционира со здрави одлуки, кое што ќе се потпира на информациите и барањата од нашите членови. Сега, ние сме веќе оформени како синдикална организација, си имаме наши тела кои што ги донесуваат одлуките и на тој начин функционираме. Значи, секоја информација се проследува до нас како представници и продолжуваме понатаму. Значи, статутарно не е решено сето тоа со донесување одлуки. Така. Ви благодарам што бевте гости во 24 анализа за состојбите со статусот на професионалните војници и проблемите со кои што тие се соочуваат во извршувањето на задачите. Разговаравме со Веле Карбалевски. Беше ова 24 анализа. Пријатна вечер.